Пем, сезон финале на книжевни разговори, 5-та сезона. Ви дојде кејф еднаш вака да си најавам емисија. Добро дојдовте и еве не во вонредно издание. Последен пат за оваа сезона и со еден драг гостин со кој што ќе разговараме за предстојниот саем на книга. Што би било сезона од книжевни разговори ако не гостува Јордан Коцевски, добре дојде. Па добро прашање. Добро најдов. Успеавме да те метнеме како специјален гостин Па на крај. стандарти сум некако од втора сезона ќе дојди натака. Па така нешто, да. Да. Да, буквално еднаш беше на аудио, еднаш беше на домашна атмосфера Да, и сега у петава сезона. Мене ми е драго што еднаш киксна, нешто ни се разболе, ако не се сеќавам. Се разболев, така, да. се сеќавам добро, ама еве сега ќе го направиме ово гостување. Yes. Како си ти возбуден ова, како ќе му дојде средочна вечер, нели? Само што ме праша, Да. веќе се наежи. Значи, Во пресрет на саема. во пресрет на саем морници. Да, секако да. Ама мислам дека е, па и колку и да има некоја позитивна трема, па одвај чекаме, ја мислам како автор, не? Па да. Да, мислам дека од тука и доаѓа таа трема, затоа што еден е ваков саем, еден е ваков настан, каде Да. што сме ние таму, читателите се тука, па некако од лани гледаме ви со новитетиве сме таму. И Саемов е, тоа е неопишливо искуство, е како што е за читателиве, така и за нас. Апсолутно, и сега вака малце сигурно и тебе те фаќа некои морници можете лазат кога си доаѓал како уште кога не си бил автор како помлад. Саемов е 37 години ми се чини, да 37 пат поред е. И еве сега по кој пат сме, по трети пат ако не се лажам како автори застапени. Може четврти. Да. Еден саем Јас кој сум го четврти, памтам да. сушност, сега низ муабет со Игор Ангелков, сватев дека тогаш бил првиот саем на книга на Или, затоа што јас разговарав со Игор, нормално не се знаевме тогаш и ја купив книгата Не ми е страв, по негова препорака и уште една купив, меѓутоа така муабетот го памтев, атмосферата и моментот каде што ти одиш од штан на штан да најдиш луѓе што читаат, со кои што можеш да направиш муабет, значи сега правиме муабет како читатели, едно посебно искуство. И мило ми е кога на штандовите има луѓе што читаат. Да. Затоа што верувам дека барем јас како читател најмногу одев ради тоа, можеби ќе имав скромен список, порано тоа беа 2 до 3 книги. Се трудам пак да е скромен, да не знам жена ми колку купувам. Ама муабетот ми е добро, сега сам заработувам, тогаш не сум заработувал сам. Муабетот ми е дека покрај списокот на книги се одеше за тој муабет, тој разговор со продавач. Сега јас доаѓав од Охрид, што значи не идав планирано да се видам со автор. Не ни памтам дека имало толку македонски автори присутни на саем како сега, странски не ни памтам да имало, мислам прв пат дека пред 3 години памтам или 4. Значи јас како што памтам. Како и да е супер атмосфера. Да, апсолутно мислам дека расте у некоја си така позитивна насока саемот. Ајде, преживеа и короната како и сите ние, нели? Па барем расте да речеме содржински, ако сепак во сала се одржува и тоа за мене никош нема да е саем, меѓутоа атмосферата е таа, луѓето се тие и прекрасно е се таму да се биде таму. Апсолутно, има некои најави дека можеби ќе се реализира тоа конечно саемско издание од аспект на тоа да се градат нели хали и тие работи, кај име за поздравување во секој случај ако конечно дојде пак тој момент. Јас се сеќавам првото мое испаѓање како автор на саемот 2016 беше на сајмиште пред една година пред да го срушат. Да го исечат. Да, и го фатив тоа таму. И како беше атмосферата таму? Мислам како автор се правиме муабет. Убаво бидејќи нели како прв пат кога испаѓаш, фала Богу, ти е интересно, нормално. Тогаш бев и во култура, мислам и работен таму бев, па и на саем како и горе доле и ти што сега нели оваа година па и лани како што нели заедно со Антолог нели и ем како автор нивни ем како и некој што нели има задолжение професионални однос на нели на организацијата таму. Интересно е како. Знаеш, тоа е јако што и двајцава го имаме доживеано саемов од да речем како читатели, како вработени и како автори, да. Кој е омилен дел, дете ја прашувам, па нормално дека ќе како автор, меѓутоа и како читател, ако размислиш, има друга убавина, затоа што јас сум читател. Значи, не знам дали е многу или малку, меѓутоа одамна се движам со околу 50 до 70 книги во годината што ги читам. Тоа е за поздрав.
вклучувајќи и стрипови, ајде. Ма како и да е се во таа некоја бројка, последниве години сум целосно посветен на македонски автори, таков е планот и за овој саем. И знаеш, не можам да споредам, меѓутоа дефинитивно тоа како вработен си вработен и тоа е тоа. Значи, ние кога ќе си како вработен не си таму да уживаш, да се дружиш, да правиш муабет со некој што те знае, дали како автор, дали приватно, че таму си да работиш. Мораш повеќе улоги да бркаш истовремено. Да. Да, ама во секој случај е убаво искуство да се искуси и година фактички мислам ми го погодија и терминот мај, убав период. Се надам нема да ни е прежешко само. Двајцава сме по куси ракави, лани памтам дека имав нешто згора и ладно ми беше, имав потреба дури од палто да облечам. Да, апсолутно, сега е малци потопло, ама јас мислам ќе доживееме некои денови кои ќе го извадат и надвор, а можеби, знаеш како, ако се сеќаваш на таа година 2021, ако не се лажам, за време на короната, кога беше пред, од што мораше да биде пред, нели, Борис Трајковски, исто како таму си поминав исто многу убаво. Не знам, има нешто убаво и тоа саем кога е на отворено некако, знаеш, те мала сонце и ишло. Мислам дека не е толку простор од колку што пак ќе речеме целата атмосфера. Денеска сум многу јак со шо, да се знае дека сум одокрит. Таман си. Обично го контролирам, ама еве го. Таа неформална подкаст, нели, емисија кај што кога дојдов, се е дозволено кога дојдов тука у таа премиерна емисија ки дебели кои ќе ги поздравиме. Затоа и така е најавив ова унивен стил емисија. Ме гледаат вака и вика, и што треба да правиме нешто како, ја така официјално го пушка, знаеш како да сега што сум си теа. Добро, годинава исто така имаме и некои интересни новитети од повеќе издавачки куќи, Антолог Стандард веќе втора, трета година поред како доста јако си завлезе со некои дузина наслови и повеќе. Исто и сакам книги ги гледам тука дека доста се присутни со нови луѓе, како домашни, така и странски автори. И сега годинава немаме нешто премногу странски автори, освен Фицек, Мајч, не ми текнува некој друг да е најавен од другиви издавачи. Па не знам. Има уште по некој можеби ситно, ама не, некој многу касно објавија програми, гледам дека денес неста сам ни да го разгледам пред да тргнам за овде, 3 го објавија денес, мислам, каталогот. Чи неста сам ни да го разгледам, само ја видов објавата и веќе тргнав за Скопје. И еве одма се нацртав овде. Од утре ќе се нацртам на саем со дрвени боички, ќе се исенчам убаво. Така што сметам дека за мене, например, не се толку странските, колку што ми е мило кога има наши автори, затоа што наши се. Да. Фактички му даваш простор на своето на некој начин и на луѓе што, мислам, знаеш како, ајде, ние се имаме луѓе кои што испадна од држава со преводи и се и фактички ние двајцата тука сме, нели, меѓутоа дома си е дома, нели, и секогаш убаво кога настана од промоција која си правиш официјално, можеби е на вакво едно издание кога се сите, па некој кој ќе ти дојде, нели, кој ќе си земе подпис, уредица, па не знам, па ајде, ете, овие back-to-back промоции што ќе ги имаме, нели, да слушне нешто, малце некој поинаков концепт, можеби од нешто официјално нака настана промовирање. Кај мене е моментот што, кај што рече редици, тоа е разликата. Кога доаѓа странец, сите знаеме дека ќе дојде еднаш и ги имаме редиците и тоа не е лично. А кога е наш автор, можеш да го гњавиш. Значи, ќе си застаниш, ќе си направиш муабет 5 минути, 10 минути. Ако има нешто гужва, ќе се трниш, ќе се вратиш, пак ќе си направиш муабет. Мислам дека ради тоа ми е посебно драго со домашни автори. Да, и тука, нели, фактички сите тие што се новајли некако се учат и на тој однос на автор-читател, нели, и не знам дали чувствуваш некоја промена кај тебе од почетокот кога почна да пишуваш до сега од аспект на тоа, дали на почеток можеби малце си бил по, не знам, самоуверен, а сега нешто друго или обратно. Има ли, учи ли човек Мислиш во односов со читателиве? Во основа не, затоа што по природа си сум тако. Значи по природа сум опуштен, комуникативен, плюс затоа го сакам тој контакт со читателиве на саем, затоа што е една поинаква атмосфера, да речеме, во однос на промоција. Така, значи пак на промоција тука сме, ама не можеш
додвоиш време на секој што дошол на промоцијата, освен Да. тој момент на потпишување неколку зборови, Точно. или да речеме пред. А на сајмот на книга едноставно кој како ќе дојде му одвојуваш внимание, си разговараш, можеш отворено да прашаш за мислење, пример за тоа што прочитали, им се допаднало, не им се допаднало, или што читаат, што би читале, па дури да ти препорачаат нешто. Така. Не зборам многу брзо, Не, таман си, супер, мислам. Не знам, минатиот пат со 20 Значи, успеав, така. Мислам дека Мулчев сега 3 сати попат додека дојдов овде и затоа сега се брзам во... Не читаше нешто или слушаш и ти знам дека Слушав книга, да, слушав книга попат, ама сепак Мулчев. Да, така, апсолутно. Значи мислам дека во однос лично на мене нема промена затоа што сум таков по природа. Да, и човек и треба, мислам дека луѓето го ценат тоа кој ќе си приземен како автор, ама јас тоа го приметувам и по овие странски автори што доаѓаат кај нас. Од тие што сум ги запознал, ретко кој покажал нетрпение или не знам што. На крајот кај што е повикан тука како нели промотор на собственото творештво. Мислам дека идеално не сме ги посетиле сите, фала Богу. Меѓутоа гледам дека имаме што научиме и од нив, ама и они од нас. Мислам дека делумно е затоа што тие го гледаат тоа како работа. Знаеш, еве како нели работам како туристички водич и тоа е како мене кога ќе ми рече некој ако одам со туристи во Скопје или не знам одам странство, ќе ти речат одиш на шетање. Да. Исто и со авторите. Тие не се дојдени овде да шетаат. Да, значи, да, тоа е договорено од толку до толку сатот да дојди да седи на саем, да биде таму и таму, да потпишува книги. И буквално е платен тоа да го направи, значи тоа му е работа. И се фала Богу, сака да е по пријателски расположен. Ако ти извлече два казауша дојди на саем и ваков ќе се целува. Не бива, не е тоа, да. Да. Така, да. Ќе видиме година како ќе биде. Мене ми се допира што во последно време сајмот доста се брендира со оние нели поднаслови. Лани беше приказна се чита. Годинава е она храна за душа, нели? Таа дури го извадија слогонот и повеќе креативи, тоа е за поздравување, како книги што се различни бои, жолто, црвено, така има и они, фактички имаат 3 официјални, меѓутоа имале уште 2 за кои што најверојатно изгледа не се одлучиле. Да, така ми кажа. Да, меѓутоа во секој случај 3 бои кои што нели различни, нели, ово имаше круша, кафенце и што нешто друго. Поред мене требаше да бидат малце покреативни. Па мене ми се допадна кафето, да ти кажам. А добро тоа. Да, нели. Кафе и за тоа ќе поддржам и ја, за кафето да, ама храна за душа ми е едноставно, како ти кажам, е сувопарно малку, да. Али у секој случај книгата е храна за душа, барем тоа добро го погодија, нели, фала Богу, и затоа и одвај чекаме нели да дојде како настан. Мене ми е клише, затоа не ми се допаѓа, искрено, значи очекувам кога се работи за вакво нешто за книги, треба да има креативност, значи промовираме книги каде што главното орудие се зборови, реченици и треба да се смисли нешто соодветно. Да, и сега по друга страна па и на толку многу изданија и еве ја знаеш сега ова се поврзува со муабетот за која ако сакаш нов издавач да испаднеш и да си формираш, што ќе употребиш како бренд? Речи си се е одбрано. Во право си. Да. Во право си. Речи си се е одбрано. И од тој аспект и не е благодарна работа, ама нели веќе кога се нафаќаш на таква работа. Во право си. Тоа е можеби негде блиску со тоа, ајде да си одберам наслов за книга, меѓутоа па не многу потешко, нели, пошто точно, и кој саем поред е овој? 37. Значи имаме претходно 36 различни реченици. Не знам дали ги брендирале во тој толку. Еве пола да се да речеме и сигурно имале некакво мото, да. Ти бега оно што се. Па не е добро во право си, не е лесно, не е едноставно и ограничен си. Да. И сето тоа да звучи, види, од друга страна јас тоа викам дека во денешно време многу е тешко човек да е оригинален. Да. Значи, меѓутоа, може да си, еве да речеме, ако идејата не е оригинална, начинот на кој што ќе се пренесе идејата може да биде поинаква. Апсолутно. Така, затоа што и да земиме да пишуваме сега јас и ти како автори, постои 80% веројатност ако не и повеќе дека мотиво, темата е, посебно темата е нешто што е веќе обработено. Апсолутно, јас ќе ти кажам пример од мојот роман кој што допро доаѓа. Значи премисата што викаш ти таа тема е во голема мера слична со еден роман на Сашо Огненовски, Турнеја од пред неколку години изпадна за време на сега превод имаше. Да, сега доби превод на хрватски, не знам само кој беше издавачот. И не го знаев тоа, бидејќи на пример јас пишувам серијал каде што горе доле си
на некој начин предодредено колку можеш да експериментираш со тоа што го правиш, кога Да. нели за исти ликови. Меѓутоа гледаш па блиску од аспект од кој ќе прочиташ ќе видиш на нешто што некој наш човек го тука слично допрел, иако со сама различна однос на форма, на жанр, таму повеќе сатира има колку што гледам, уште не ми е читано, ама ја разлистав, пошто ми до интересно види слично некој се сетил. Таа дори се обработува Шекспиров Хамлет и во едната и другата книга делумно, нели. Ама да, што викаш се е кажано, нели, од пред 3000 години и сега само варијации, итерации има. Точно. Еден филм интересен, кој што не знам дали си го погледнал, не сум те прашал, ми се чини Херетик, дали го гледаше Херетик? Уште не, на листа ми е ставен со Многу е добар, со Хју Грант. со Хју Грант. Многу е добар, зато нема да откривам, нели, пошто доволно е само Хју Грант, нели, да го спомнеме, да не кажуваме спойлери, ама таму се спомнува тој момент за тоа се итерации, варијации, има нека убава порака, онака можам да го замислам како книга едноставно. Да. И ајде, хорор, еве, жанрот е хорор, нешто што тебе ти е блиску на некој начин, поблиску од мене во секој случај. А ако мораш да се врамиш некаде, знам дека ова прашање не сакаш да го добиваш, ама секогаш го поставувам. Добро, ајде. И што ќе речам сега јас, ништо ќе ти одговорам. Значи за тие што не знаат што е муабетов, станува збор за врамување во жарн лично кај мене. Еве ги книгите, психолошки трилер, мрачен трилер, хорор, ова веќе не знам, теорија на заговор, према хорор. Да. Хорор најверојатно, значи не знам, значи толку ми е проблем. Ја немам зборови веќе не е ништо, не е ни хорор, не е ни трилер. Ја доживувам како драма со драма мистерија со научно фантастични моменти. Ето тоа, така ја барам. Ама знаеш како тоа е, јас едноставно сакам да кажам приказна и не се врзувам со жанрот кој што треба влези таа приказна. Туку едноставно како што ја градам, си се откриваат елементите и штом се откријат елементите, треба да игра со нив. Значи, ако е трилер, има одредена насока, ако е хорор, треба да ја дадеш друга насока. Меѓутоа, како што реков, засега се сум мешал. Тајни, например, мене ми беше забавна, гледам, се смеат многу повеќе него на тегли, значи тајни ми е слободно да немаше трилер елементи, ќе речиш комедија дека е. Да. Види, не можеш да го оставиш жанрот како таков фактички, мора да мешаш, за тоа стана збор минатата емисија, еден од начините за создавање нешто уникатно е токму тоа, мешање на жанрови и тоа веќе во светски рамки и на запад многу се цени. Кај нас се уште недоволно, меѓутоа можеби недоволно од читателите, секако доволно, меѓутоа можеби од некоја друга страна, критички можеби, да. А инаку секогаш кога нешто ново ќе донесеш, нели, како такво на некое поле, едноставно си предвесник на нешто можеби или едноставно им правиш на луѓето побоа да бидејќи едноставно читаат нешто што можеби не. Еве, го спомна преска моментот на содржина, нели, и форма. Фактички цело време е тоа, играње со содржина и форма во било кое поле, што викаш. Ако се е кажано, едноставно ќе го бараш начинот на кој што тоа треба да се каже, а истото тоа се однесува и за приказните, нели. Фактички токму тоа се обидуваме да го направиме. Јас и ти, мислам, и затоа и така некако ни тргна и ти си па малтене можеби прв гледач оваа емисија, после Сања Чавдарова ќе ја поздравиме неизвестно. Да, и она редовно ме гледаш и само не знам сега како е со оваа нова сезона, бидејќи нели не оди на Facebook, мислам нели како уживо. Ама тука некако луѓето си се пронаоѓаат едни со други. И мислам дека полека со слични размислувања автори гравитираат и у издавачки куќи. Нели и тоа најверојатно мислам дека држи вода, затоа што смешно звучи, но најверојатно издавачките куќи си имаат некој магнет, така да речеме, без разлика дали тоа име програмата или не, затоа што ние последниве години имаме хиперпродукција на домашни автори, да ја наречеме така, вклучувајќи ме и мене сум дел од тој набој на македонски автори, каде што издавачите едноставно може да видат кој каде се вклопува, не се вклопува, од друга страна и авторите верувам си бараат место, значи каде би припаѓале, затоа што еве ќе оземам пример ланскиот саем, затоа што почнавме со тоа. Значи ланскиот саем работев нели на штандот од Антоло како продавач на книги. И го имаш моментот на чувство на припаѓање на делот тим и тоа ти е супер. Нешто слично е и
како автор. Да, апсолутно. Значи, сакаш да имаш група на луѓе кои што не мора сите да имаме исто мислење, затоа што фала Богу не треба да имаме исто мислење, така. Меѓутоа имаш одредени работи кои не поврзуваат, слични мислења на одредени теми, посебно кога се работи за книжевноста и слични проблеми. Мислам дека тоа е многу важен момент, затоа што некоја се чувствуваш како да чукаш со главата во зид и после си го наоѓаш другарот што ти е тука, автор од истата издавачка куќа и му викаш ај ти почукај малку да не сум сам. Апсолутно. Апсолутно, едноставно, можеби у секое друго поле е така, не само на поле на книжевност, нели? Луѓе со слични проблеми, едноставно ќе си најдат нели заедно. Тој аспект сметам дека ние од друга страна пак како автори, меѓу себе не треба пак да се издвојуваме, зависно кој на која издавачка куќа припаѓа. Тоа е мојот став, затоа што ние сме сепак автори, затоа што денес сме со една, утре можда ќе сме со друга, задутре со трета, па ќе се вратиме пак кај истата, но ставно секој си го гледа интересот, така? Јасно, такви времења дојдоа, ама и мислам и издавачите и ние да не испадне дека Па добро, види, фактички можеби тоа е последица на тоа што еден издавач мора да нешто да се специализира можеби за нешто до некаде. Ама мора да има нешто препознатливо според мене. Так, Ајде сега ќе станеме и маркетинг експерти. Ама не, вистина, реално ако ги погледнем издавачите и книгите, реков, значи читам и гледам кој што издава како издава, факт е дека се прави таква некоја класификација со која што според мене е доста окей, затоа што јас знам дека ако ми треба ваква книга ќе одам кај овој издавач, ако ми треба друга книга ќе барам кај тој издавач. И тоа е сосем окей. Да, и фактички тука иде сајмот, кај што сите се најдеш. Ама пак види, тука е убавината на сајмот, затоа што имаш читатели како мене кои што знаат што сакаат една или две книги, сакаат да купат 5. Значи, некој треба да им ги пополни тие 60% од нивниот планиран буџет. И јас затоа го сакам сајмот. Значи, сакам да појдам на овој штанд, на оној штанд, на овој и некоја ми каже што сакам. Да, апсолутно. Значи, како ќе ти кажеш што сакаш, пак ќе речеш што жанр, кај да ја барам, мора да значи, прашаш што жанр, мора да ме прашаш што читам и да има познавање од тоа што сум го читал. За да можеме да посочиме, така? Затоа што, добро, кај мене веќе друго, јас во последно време реков, купувам само македонски автори на сајмот на книга, така и оваа година ќе биде. Па и јас така со тоа што Ана Каренина антологија најави како да реагираш добро, да. Мислам тоа е веќе нешто друго, значи така што годинава еве то гледам или литература, антолог и сакам книги ми се, што ќе ги посетам од домашни автори, во меѓувреме се разбира, ако има некој друг автор, може се погоди спонтано пак да се појди да се купи. Лани така купив 2 книги кои не планирав да ги купам од наши автори. Значи затоа тоа го сакам кај сајмов. Тоа е причината од друга страна и што значи како автор кога доаѓав, 2 до 3 дена можев да си дозволам да сум тука, од кој што да речеме втората година има време кое го минував на штандот од ПНВ, друг ден бев на штандот од Антолог и еден ден бев да се маткам онака, а сега сум 7 дена тука и тоа е прекрасно, значи. Фактички имаш го избегнуваш оној момент на fear of missing out, и како викаме тоа, да си испуштиш нешто да не испуштиш, цело време си таму. Да. И сега лани дека работев на штанд, па имаше некој настани кој што не можев да ги посетам, па ти е криво. Годинава ќе сум во друга функција, пак имам малку поголема флексибилност, па нема да ми е криво. Така, да. Али е добро што ќе видиш што ти одговара, што ми одговара појќе, да. И без ја. Во таа насока имаме и ги имаме оние сајмски гостувања најавени кои што само што спукаа нели овие денови, кои што ги најавија издавачките куќи, да, спукаа. Види, има нешто интересно тоа кога се чека до последен момент и наеднаш испаѓаат информации од секаде, Јас мислам дека е погрешен, како некој што не живее во Скопје, да ве поздравам сите издавачи од Скопје, што мислите дека мојме да дојме секој freaking day, затоа што ви текнало вас во последен ден да ни ја пуштате програмата. Значи, не мојме. Јас сум од Охрид.
Треба да знам однапред да можам да се испланирам кога да дојдам да си го видам тој и тој, Да. овој, а не да не именувам. Денес видов еден издавач со програмата излезе кога се вторите, сега мене ми е во моментов сеедно, затоа што ќе сум цел саем тука. Меѓутоа воопшто не е фер према читателите. Така е и ајде не знам дали можеби се фокусирани на таа публика од Скопје затоа што па мислам дека е и доволна, ама сега баш има мислам дека на посетители саем не мислам дека добар е повеќе има посетители од други градови него затоа што тој што од Скопје може секој ден да си дојде во книжарница и да си ја купи книгата. Апсолутно, да. Да, ама тој што од Скопје планира автор од кога можеби да речеме. Да, тука си управо. Сега па на пример тие што се од натрешноста па си бираат ден, па они немаат и многу време за да ќе дојде или еднаш или два пати, најверојатно еднаш. Ама затоа викам, затоа е важно програмата да е порано, затоа што да може да се испланира кој ден да дојде. Така, на пример ако може некој да излезе еден работен ден, еден да е, него му е важно ако сака да го види Анде и треба да е денот кога Анде ќе е на саем, а тој испланирал да дојде вторник, а Анде е понеделник и што правиме? Ќе остиш книга да се. Ќе појде вторник, ќе шета вака, ќе рече не јас имам од Анде за инај. Тоа е. Добро, да. Фактички, оние гостување на некои што се најавени, кај што ќе имаш промоција и ти на твојата нова книга, и јас на мојата нова книга се во текот на саемот, нели? И ми се чини ти си во сабота, да? Да, во сабота на попланне, ќе го избегнеш Фицек, тоа е добро. Па тоа беше планот кога веќе се утврди денот, планот беше да го избегнам Фицек. Да, добро. Јас во понеделник со Михајло Здраве, ќе видиме, ќе биде интересно. Како ми паѓаат се нешто автори ги промовирам што ми пишуваат малце доста поразлично од мене. Ама пак тоа ми е интересно, знаеш, пошто ти бегаш од од жанрот или како да кажем од комфорната зона. Имам едно интересно прашање за тебе, кога веќе зборуваме за промоцииве. Саемска промоција или не? Да или не? Значи, правиме муабет ако имаш една промоција. Така, знам. Значи, не да имаме и на саем и после тоа промоција. Еве и двете да се. Ако морам да одберам, сакам да е посебно. Еве да речеме, дали саемска и уште една потоа, како опција, дали само саемска или само потоа? Види, секогаш е добро и ова да го фатиш. Ако ништо друго, еве за вака дискусиш нешто запознавање со нов автор, па да видиш како он го доживува твоето творештво, ти не го. Добро, ова за back to back, така? Да, апсолутно. Меѓутоа, ако се работи за сам, како сам, секогаш е подраго кога само за тебе се дојде луѓето, нели, она пак и видат за тебе дојде, меѓутоа на некој посебен простор, не. Пошто види, јас многу не обрнувам внимание на тоа, освен ако не е некој јубилеј прашање за таа промоција посебно, ама има некои луѓе па сака простор да си одбере. Таму сака завршена приказна, не сака на друго место. Саемот е тој кој што е, така нели? Ама мене ми убаво саемската промоција, особено пошто гледам дека се издавачи се залагаат и па и антолог, нели, исто меѓу нив, мислам дека има некој помена на интериер годинава, сега црвени софи ќе видат, така не се лажи. Така нешто пишуваше, да. Дали како и да е, тоа би било интересно. Сега ќе биде интересно, мислам првото отварање е прв ден. Ако се црвени не ми е соодветно облекат. Менувај. Не зедов од Охрица пакова, не знам дека ќе се црвени. Јас ланските ги мислам. Да, тие беа жолти, мислам. Убаво беше, да. Убаво беше, искуството од лани беше прекрасно, мислам нека година ќе се надогради со нешто повеќе. Конкретно back to back концептот ми е и мене интересен. Затоа што на некој начин нема модератор, значи авторите сме еден со друг сме си ги прочитале книгите и сега разговараш. Годинава едва чекам, затоа што со Јован имаме двајцата доста слична тема. Да. Значи имаме психологија, двајцата во книгите имаме и терапија, значи психотерапија и така што не реков шо. Чекам браде тој концепт затоа што баш ме интересира тој што ќе ме праша, ја што ќе го прашам и како ќе излези. Меѓутоа не знам, мене јас преби одбрал промоција која не е на саем. Знам. Затоа што сметам дека на саемот, значи јас реков дека сум човек што сака се дружи. Повеќе би сакал да имам конкретно време за подпишување книги за дружење, отколку тоа време да биде за промоција. Но пак ќе кажам, back to back промоцијата е интересна. Нуди една друга опција, каде што, пример, Јован има една публика, и затоа е добро со различен апсолутно.
автор што пишува Така, по неков жарн или по некаква тематика, затоа што пример Јован има една публика, јас имам друга, имаме заедничка промоција и можеби некој од неговата публика ќе му се види интересно тоа што јас го пишувам, па ќе ја купи и мојата книга и обратно. Таа е таа синергија која што треба да се стремат не само нели издавачки куќи како такви, туку и како општество едноставно си помагаш едни со други наместо нели да се оградуваш едни други кои што како конкуренција тука малку тапкаме веќе правен мувет, ама тоа е тоа. Те прави подобар, не те ограничува. Па јас исто сметам за конкуренцијата, да. Да, инаку интересно е тоа, ама очигледно е дека и на Жарко му се добро бирани, нели, авторите кои што ќе соработуваат. Например, јас имам ликови од Битола, конкретно овој роман, Свидерски исто пишува за Битола во неговиот роман. Па е да речеме дека ова ни е inside joke кој што ете конечно ќе се овистини на Сајмов за Шошко и Елена Божбров заедно да си промовираат книги. Ако успее да влезе тука и Јана Мишо. Тука би било не, Јана Мишо не, значи тие ми се по компатибилни затоа што нели имаме различен аспект на фантазија, значи Шошко ако пишува урбана фантазија, нешто што се случува во модерно време, овдека имаме епска фантазија, значи пак имаме допираме на точки на моки, на надприродни моки, магија и такви работи. И баш ке интересно да они се во недела, ми се чини, да. Да, во недела. Во недела се фактички видиш ти. Сега ќе извина другите автори од други издавачки куќи, бидејќи ние сме да си ги тука знаеме си ги знаеме нашите, да. Да, ама видов горе-доле како им се распоредени и на другите и отприлика тоа е тоа, сите гледаат, сите што нели се застапени кај нив да едноставно да си се појават доколку можат на Сајмот да ги испоштуваат. Значи јас носам книги што сум ги купил во меѓувреме за подпис, така што јас ја видов програмата кој кога ќе биде. И нормално тие што планирам да ги купам, затоа што кога веќе доаѓаат авторите на Сајмов да си земам подпис. Да, и апсолутно и така треба да биде. Ја лани некако со малце книги си поминав година, мислам ќе се опуштам поеќе. Лани 13. Да, ти лани веќе парче и една плюс и од Рослун книгите, значи можеби 15 книги, 16 некаде се вратив дома. Од тие 13 горд сум што успеав да прочитам 10. Ќе останат сум со 9 прочитав, ама 2 од нив намерно планирав да ги читам овој период, затоа што тие се земени за истражување за финалето на наследство, да. Наследство е тоа зборче кое што толку трн ми правеше во глава при изборот да, убав збор, штета е што немаме нешто слично како синоним, знаеш, да не е нешто станува збор двајцата со Анде, мислевме на legacy како англиски збор, за тоа зборува Анде. Ти си опролжи нашиот буавет, ама гледачи не знаат. Они не знаат, апсолутно, да. Значи, legacy е така, најсоодветно е наследство, може би оставштина, ама... Да, меѓутоа е малку по архаичен збор, по наследство е тоа што... За некој ќе ни искара што спомнуваме англиски зборови, а пишуваме на македонски. Види, у принцип тоа е тоа, бидејќи мора да ја доловиш мислата, нели, на некој да за поширок аудиториум, и некој не дека не знае што е наследство. Меѓутоа, нели, зошто ми се свиѓа зашто си го одбрал како такво? Нели пишувањето е еден вид тоа, оставање на наследство. Васко Гичевски од Битола ќе го поздравам, он вика си прави споменик дур си жив. Он малце поексплицитен од тие работи, иако пишува публицистика. Што исто така достојно за почит, нели, меѓутоа не е толку извикано, нели, не е толку присутно за жал у етерот како што се фиктивните приказни. И едноставно е убаво кога ќе се најдете и на корица, така бидејќи тоа е тоа, се обидуваш да остиш некое наследство зад себе, едноставно да допреш до некоја позитивна промена, ако успее да направи книгата уште подобро. Сега да не се залетуваме многу, знаеме кај живееме, нели, колку капацитетот да. Меѓутоа едноставно водиш преку пример, нели? Тоа сакам да кажам, leading by example и ќе продолжиме тоа да го правиме очигледно. Се надевам и со овој подкаст, нели, во наредна сезона. Не можеше да помине без Јордан да дојде. Сега кажи ми ти како си со твојот план на предики. Ајде, за мене знаат, терам еден серијал, ќе го терам до крај. Ти малце шалташ. Што е следно, Јас ќе бидам искрен. Значи, јас ова требаше го пишувам лани и ова требаше да излезе наместо тајни. Значи, продолжението од Тегли не беше планирано, меѓутоа јас заглавив овдека затоа што се треба да ми е поврзано. Имав една идеја и еден концепт, кој што
после разговор со многу луѓе ми рекоа дека е тема која не треба да ја опфатам, Аха. затоа што живееме во Македонија и И ги нема да се послуша. свати, да, и решив да ги послушам. Во меѓувреме барав алтернатива, значи штом сум продолжил ја најдов и во план е последната книга да Да. излези. Нормално имам и за неа веќе наслов. Така што после тоа немам конкретен план, значи третиот дел од трилогијата на колекционери која што не требаше ни да е трилогија. Не знам дали ќе излези после ова. За ова ми е важно да биде наредна година, затоа што е трилогија со поврзана приказна и морам да ја заокружам. Да. Че јас друг пат никош не би го правил тоа. Значи едно ако пишуваш серијал како што е колекционери Да, или твојот Виктор Николов, затоа што секоја книга е засебна. Да, едноставно не си толку обврзан да, нели? Јас чувствував притисок и уште чувствувам, значи се излегува вториот дел, од сабота натаму ќе чувствувам притисок третиот дел да го направам, затоа што трилогијава е таква што главното финале е во третата книга. Да, апсолутно. И мене ми создава, стварно ми создаваше притисок. Можеби и затоа решив тајни да ја пишувам, зашто тајни сакав да се ослободам од тој притисок и е забавна и смешна и сето тоа. Да, фактички најверојатно најмногу забава имаш кога го пишуваш за колекционери, нели, она предпоставувам. Па не, мене ми беше и за следи ми беше забавна, зборови беше интересно да се пишува. Приказна, да, затоа што тука ликот е доста Стефан е таков, го изнамачив човекот, толку ми е кривот. Мораше да помени низ сите перипетии. А со трилогијава некако еве сега си имам посебен тефтер вака убав голем со дебели корици со временска линија, на англиски ми појде умот, морав да преведам. Да, каде што затоа што во трите книги има работи што се преклопуваат. Да. И јас морам таа рамка да имам секогаш пред мене и да знам кој, каде, кога, зошто и како, затоа што не сме да се сгреши. Така. Значи фактички не знаат луѓето, знаеш, кога нудиш готов производ пред читател, лесно. Изгледа како, нели, он си го консумира тоа, ќе најде грешки, нема да најде, ќе ужива, нема да ужива и негово. Меѓутоа, за некој тоа да го произведе, сакат мака и и време. Бакман често зборува за анксиозност на писатели и мислам дека колку што имав додека пишував кошмари, значи не сум бил таков со ниедна од другите книги. Значи заследиме искуство што нели со инфлуенсери, со пругата ми инфлуенсер, па тука веќе имаш стручен консултант до мене што цело време ми помага за да го средам нештото. Тегли едноставно ликовите ме понесоа, тајни ми беше, значи тука бев опуштен кога пишував тајни, таква слобода неам досега почувствувано. Зборови ми беше прва книга. Таму сам си направи свесно притисок за да напишам роман за прв пат и тој притисок не беше негативен, значи повеќе беше позитивен. А Прозорецот спонтано се роди од односно целава трилогија почна со читање на расказ од Марио, заборав презимето, дури кратко филмче има направено. Пишува во книгата точно како се викаше. Значи неговиот расказ ме инспирира за една огромна идеја. Да, и се познава дека можеби дека ете тука така ти е намерно ти фактички со тие два серијали, нели? Намерно ти оставено едниот е да е така по независни делчиња, а ова да е поповрзано, фактички едноставно е убаво да си играш и со тоа, меѓутоа некои пак автори одлучуваат и у рамки на еден ваков серијал некои да поврзат нели книги, барем блиску временски, а можеби и со приказни. Па не, јас тоа реков дури еве нели најавив дека ќе е трилогија, меѓутоа колекционерите да се заврши трилогијата, крајот не знам каков ќе е. Решен сум да отепам некој од главните ликови, значи ако ја прашам публикава, знам дека ќе гласаат за Саше, а не за Златко. Не за Златко или за Розе. Немам одлучено кој, не знам зошто ме влечи натаму приказната. Меѓутоа, од друга страна, фактот што помеѓу првата и втората книга имаме 2 години, мислам дека е временскиот простор.
Гледате, не памтам јас, ама затоа си запишувам дома за да знам. Так. Значи јас имам простор каде што можам секогаш да вметнам Така. нешто Абсолютно. друго. Дури можам и пред тегли да пишувам, нели? Да, пред некој ден размислев на тоа како би изгледало, ајде можеби за Виктор Николов. Кај што е полицаец. Нулта дел, да, таму каде што е го печа за најдото карпош. Дали знаеш дека од Не, Die Hard има стрип каде што Меклейн е... апсолутно. Значи јас го имам дома. Тоа ми го имаш. Да, кај го ќе имам, го го зема, како не разбрав порано, сега ќе го носеше. Не, апсолутно, тоа е, види, тоа е добра, многу добра приказна, што е инспирирана од книги фактички. Die Hard е според онаа книга Nothing Lasts Forever на како вика сега го зборив. Ќе ми текне како и да е Nothing Lasts Forever сика книгата. Според нејзе е правен филмот, барем, нели, премисата. И каде што едноставно гледаш како една приказна како книга може да излезе од медиум и да допре кој не слушна зумри машки, нели, ако речеш, онака барем само како поим. И сега филмот си го направил своето. Син своето. го нема гледам филмот, ама знае зумри машки. Значи тоа е тој момент. Да, и тоа е добра идеја. Штета што не сниме они последен дел што го сакаа да го снимат, се разбора и Брус Вилис, нели? И некој имаше многу убав наслов кој за последно Old Habits Die Hard. И старите навики и тешко и умираат, тоа е точно. И тоа ми се допадна што насловот на оваа книга е Кошмари, бидејќи си се мачал, значи кошмар беше да го пишуваш. Значи еве и корицата, и баш кај што кошмар беше вистина се напиши. Меѓутоа предност е да се има луѓе со кои што може да се разговара. Значи овде затоа ми е кеф што со Јован сме, значи Јован јас го консултирав при пишување на бидејќи тој е психотерапевт. После консултирав доктори ради повреди, ради слично. Консултирав едно чудо документарци за да решавам кошмари нормално. Значи мораше сето тоа да биде така. Што не мора, меѓутоа јас сум едноставно сакаш да го направиш тоа како што треба да се. Значи моментов кај што нешто треба да е 100% точно, значи овдека имам момент кој што ми даде мене слобода да не сум јас 100% точен. Меѓутоа разговорот со психологот треба да биде доследен, додека терапијата негова не е. Не, добро. Така. Нешто слично како во зборови што беше изведено и што мене многу добро ме бендис. Ајде да прирушуваме полека. Јас за потребите на една креатива на Инстаграм, на рубрика што е капки од мастило ми се чини, како беше профилот на Теодора, го заборев, не ми така. Да, имаше едно прашање што е најчудното нешто што си го истражувал за потребите на книгите. Што викам, Јордан има тука една многу добра приказна сигурно. Јас ја спомнав проституцијата за Загреб. Сигурно има нешто по, ама не ми текнуеш во тој момент. Ајде, за крај како прашање, што е најчудното нешто што си требало да истражуваш? Па таму баш ја спомнав ситуацијата во која бев со другарка моја. Значи седам сега јас и тест публика ми беше Димитар Димитров, има исто е автор, има објавено книга во Или, неми филмови. Меѓутоа прави корекција на сценарија и му го пуштам ја чита и ми најде забелешка за анестезијата. Да. Значи во Зборови имам операциона сала која што е во домашни услови. Сега јас вртам телефон кај другаркава, поздрав до Ирена, која официјално стана сега кардиолог. И викам, Ирена, слушај, викам, кажи ми во домашни услови, викам, во стерилни домашни услови, ако се прави операција, како може да се даде анестезија, да не биде класично. Ма чекај ми викат, зашо ти е? Не ми рече зашо ти е, чекај прво ми вика демек. Ама немој во домашни услови. Да, кога не, се мене не ми текнува дека јас не кажав дека се работи за книга, сваќаш. И таа во еден момент ми викат, што ти е Јордан, демек немој така, носи го на болница, не си игре со човечки живот, дојде моментот. Јас тога се свестив дека не и кажав. Викам, Ирена, ми треба за книгава. Сега за кошмар исто и се јавив. Да. И беше на работа. И го имаш моментот кај што го трга телефонот и им вика на колешките да знаете никој не е повреден, другар ми е писател, му треба помош. И почна да ми го одговара прашањето за повреда. Браво. Чи мајка ми и неја ги консултирам за кога се работи за медицински работи. Да, па мораш да имаш луѓе на сите полења, Мора. Мислам, мене ми е важно, пак ќе речам. Да, мислам се трудиме, мислам дека луѓето го приметуваат тоа, се трудиш да веќе кога си се нафатил на ваква работа. Ја доживувам како одговорна, иако ајде, нели не е примерна професија, нели не сме уште стасани таму за жал. Меѓутоа, зошто и да не се издвоиш од други, а едноставно да си
Како си како човек, претпоставувам така ќе бидеш и како автор. Точно, Можеби тоа е тоа. Смеам ми Да. текна уште една ситуација, мајка ми кога ја уплаши. Че патувам за Скопје и од нигде никаде и звонам. Мамо, дал мој човек од скинат нос да искрвави. И се сети таа не е јасно што, како, зошто се случил. И јас пак истиот момент заборавив да ја кажам дека ми е тога за стрип ми требаше. Да кажам дека му е одгризан носо, дали може да се сошие, дали може да до безвест да дојде, како да дојде, за дојдам до се што ви треба. Си имам таков момент на шокирање на луѓе. И треба, и интересно е да си прави човек интересно да и за себе, да ги чачкаш. Ама за тоа па и те сакаат како таков лик и за тоа и еве во било која наредна сезона на овој подкаст ќе бидеш нели добре дојден, ќе ти се заблагодарам нели за ова гостување што го сработивме малку инкогнито во пресет на овој саем, меѓутоа секогаш беше намерата барем да те седнеме во студио, бидејќи си еден од поредовните. Па и супер испадна токму пресаем и затоа што и епизодава така ќе оди. Апсолутно. Тебе ти посакувам успешен саем и од професионален аспект и од авторски. Фала ти. Дечки, тоа беше се за оваа сезона од книжевни разговори. Избуткавме 10 епизоди поврзани со секакви теми за книжевноста во Македонија. Ова е севкупно 70 епизода, се надевам не и последна. Вас ќе ве поздравам, ќе ви посакам убава вечер и ви се заблагодарувам за вниманието со кое што не следевте не само оваа емисија, туку и во изминатите 5-6 месеци. Ве повикувам да го посетите сајмот на книга, од утре сме таму во оние термини кои што се најавени со издавачите и секако ќе ве чекаме доколку сте љубители на добро парче книга да оставиме некоја посвета. Останете во добро здравје и секое добро.